Почитувани граѓани, почитувани новинари. Денеска светот го одбележува Меѓународниот ден на човечката солидарност. Ден кој не подсетува дека токму солидарноста е темелната вредност во градењето на фер и праведно општество за сите. Солидарноста, хуманоста, меѓусебната поддршка и помагање се основните принципи врз кои се демели социјалдемократијата. Овие вредности од кои се водиме ги покажуваме на дело во овие 3,5 години во кои ги предводиме институциите. Затоа, една од првите важни мерки кои ги реализиравме беше зголемување на минималната плата на 12.500 денари и нејзино израмнување во сите индустријски гранки. Денес, минималната плата изнесува 14.500 денари. Ја исправивме неправдата кон стечајните работници. Сега тие добиваат месечен надоместок од 8.000 денари, до нивно пензионирање. Лицата над 65 години, кои не оствариле право на пензија, денес добиваат социјална државна пензија од 6.000 денари месечно. Преку социјалната реформа, за 300% ја зголемивме социјалната помош и го зголемивме опфатот на деца кои добиваат детски и образовен додаток. Ова почитувани е солидарност. Ова е одговорност кон сопствените граѓани на дело. Кризата со коронавирусот ја стави на тест солидарноста во нашето општество. Но преку одговорен, инклузивен пристап, институциите презедоа навремени мерки за справување со негативните последици од корона кризата. Преку домашни платежни картички и ваучери за туризам беа помогнати над 320.000 граѓани, а веќе овие денови дополнителни 283.000 граѓани добиваат финансиска помош од 6.000 денари. Преку 4 пакети економски мерки им се помогна на илјадници предпријатија да ги задржат своите бизниси, да ги задржат своите вработени. На здравствените работници, кои со месеци се на првата линија, на фронтот со невидливиот непријател, на 7.600 вработени во здравството кои работат со лица заболени од коронавирусот, ќе им биде исплатена награда од 30.000 денари. Почитувани, ова се само мал дел од примерите преку кои владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на дело ја покажува солидарноста и посветеноста во градење на фер, праведно и правично општество. Продолжуваме и понатаму во ист правец. Грижата за граѓаните, помагањето и поддршката продолжуваат уште повеќе за да биде уште подобро за сите. Ви благодарам.